Британската амбасада во Скопје го одбележа роденденот на кралицата. Гости од јавниот, политичкиот, дипломатскиот и културниот свет дојдоа на забавата. Под отворено небо во дворот на Музеот на современа уметност, температурата во живата расте. Расте и напнатоста и возбудата кај петмината средношколци од редакцијата на Медиум. Здраво, јас сум Калина. Јас сум Стефан. Јас сум Кристина. Јас сум Берат. Јас сум Мила. А ние сме Медиум. Британската амбасадорка Рейчел Галовеј, домајкинка на настанот, е воодушевена од убавините на земјава, но вели дека сериозно треба да се справиме со отпадот. But you also need to be lobbying parliaments, lobbying ministries, that the citizens demand action, because governments just don't take action unless the citizens demand it. And I think it's a really, really important thing, and I think that can be shown from students to adults. We really need to be demanding that our politicians deliver this for us and that we care about it and that we want them to put money and time in it. Председателот на собранието пак воодушевен од поривот на младите ентузијасти, но и со порака за сите граѓани за вредноста на она што го имаме. Потешко е да се учи на сопствена кожа и полесно е да се учи на туѓо искуство. И ако од тоа се раководиме, тогаш искуствата позитивни кои што во светот постојат, ние треба да ги пренесеме и да ги создаваме и осоздаваме како наши потреби. И народните избраници едногласни дека е потребна комплетна мобилизација за националниот приоритет – животната средина која не познава политички, верски, старосни поделби. Почвата во Скопско е загадена 15 пати повеќе со тешки метали, значи сите сме затруени. Од тие причини, ова бара комплетна мобилизација. Што повеќе да рециклираме, што е можно повеќе еколошки да се однесуваме, што е можно да гледаме помалку да се користат оние ресурси кои што ги имаме. Што помала употреба и транзиција од фосилни горива кон обновливи извори на енергија. Правото на живот во чиста средина кое не го нарушува здравието на граѓаните мора да биде гарантирано за сите, вели активистката Дона Костуранова. Се гледа кога сите ние како граѓани во ноември ги вадиме маските и ги ставаме на лице и се шетаме со нив низ ноември, декември и останатите месеци. На прашањето дали рециклирате, новинарот и уредник Огнен Јанески им даде на идните колеги од Медиум многу интересен одговор. Имаше период кога вистина рециклирав. Немам каде да ги фрлам. Еве во ред, ќе ја тргнам пластиката на страна, каде да ја фрлам? И на крајот доаѓате во ситуација кога во еден ист контејнер фрлате исто ѓубре. По околу 2 часа разговори, снимени изјави и атмосфера од свечениот настан. Дел од младите новинари ги сумираа впечатоците. Велат нималку лесна, но сепак сериозна и забавна задача. За мене беше ова едно неверојатно искуство кое што отвара очи. Прво во начинот на пристапување кон публиката, односно кон тие од кои бараме изјави и интервјуа, односно тоа да се биде спонтан. Јас научив како е да се ставиш како новинар, односно да бидеш млад новинар и да бидеш во чизмите на во таа работа. Кога го завршија предизвикот, можеа да здивнат. Се почестија и со заедничка фотографија. Впечатоците велат ке ги сумираат преку новинарското перо. Не игнорирај, реагирај.